Добар ден и од мене. Еве уште едно ново понеделнично издание на емисијата Алфа Ординација, секако со нова тема, овој пат посветена на жените. Денеска ќе зборуваме за конизација на грлото на матката со ултразвучен нож. Заедно со нас до 12 часот во реализација на темата ќе биде доктор Златко Палчевски, специјалист по гинекологија и акушерство, и доаѓа од болницата Аџи Бадем Систина Скопје. Добар ден, добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам за поканата. Верувам дека ова е тема која што ќе предизвика внимание кај нашите гледачи со оглед на тоа што интервенцијата и често ја правите. Ајде за почеток да кажеме што е тоа конизација, што се подразбира под овој термин. Малигните заболувања представуваат глобален проблем на човекот. Цервикалниот карцином е 5 по зачестеност карцином кај човекот во светот, а кај жената е втор по зачестеност, веднаш по карциномот на дојката. Затоа, одговорот на прашањето што е конизација, тоа е постапка, вагинална операција, при што правилно се отстранува парче од грлото на матката во форма на конус и на тој начин се превенира, се спречува појавување на карцином, што е и суштината на операцијата и определбата на сите од нас да навремено се уочуваат, се препознаваат овие промени, за да може да се изврши конизација. Доколку се направи конизација и отстранување на грлото на матката, во 95% од случаевите промената, болниот дел се отстранува со парчето кое што го имаме извадено. Тоа парче понатаму се праќа на анализа под микроскоп, патохистолошка анализа, и оттаму се добива дефинитивниот резултат дека промената е извадена и дали линиите на конусот и од внатре и од надвор поминуваат во здраво, што значи се добива конечниот резултат и се соопштува тој резултат на пациентката дека е во суштина излечена. Така. По овој вовед во нашата денешна тема, моето следно прашање е следно. Термините конизација и ексцизиона биопсија на грлото на матката често се користат како синоними за интервенција со различен опсег. Да, како синоними тие два термини може да се користат, меѓутоа се различни. За да пристапиме ние на правење конизација, претходно треба да имаме направено кај пациентката целна биопсија, односно под колпоскоп, тој апарат кој што зголемува и има посебен филтер на негово боја, се зема од суспектните, од специфични делови на грлото на матката, неколку парчиња, обично 6 до 8 парчиња, во големина од 2 до 5 милиметри, со што е доволно да се постави диагноза. Меѓутоа, доколку не можеме тоа да го изведеме, или колегите патохистолози не можат да најдат соодветно ткиво за анализа на тој начин, тогаш, али во ретки случаи, се прави ексцизиона биопсија, а тоа подразбира одземање на вадење на парче со скалпер, кое што е околу 10 милиметри, и со ексцизионата биопсија добиваме само диагноза, додека со цилјаната биопсија добиваме диагноза за да можеме понатаму да пристапиме кон конизација. Тоа е разликата помеѓу овие два термини и понатаму веројатно ќе зборуваме, конизацијата може да биде и дефинитивна терапеутска процедура, за разлика од ексцизионата биопсија, каде што само ни е потребно и ја правиме кога сакаме да поставиме диагноза. Така. Може ли да ги кажеме индикациите за конизација? Конизација на грлото на матката се прави секогаш кога имаме хистолошка потврда за средна дисплазија на грлото на матката, тешка дисплазија на грлото на матката. Тоа за гледачите да биде по-разбирливо. Тоа е како синоним кога има резултат ЦИН-2 или ЦИН-3, како што доаѓа на папа тестот најчесто. Доколку има почетен карцином, инситу карцином, кога промената е задржана до базалната мембрана, или кога има микроинвазивен карцином, ако промената ја пробива базалната мембрана само неколку милиметри. Доколку имаме со биопсија добиено промена која што ја пробива мембраната
повеќе од 7 мм, тогаш станува збор за инвазивен карцином и во тој случај не се прави конизација, се оди директно на поголема операција, односно се вади матката заедно со околните лимфни жлезди. Затоа да потенцираме и за гледачите, многу е подобро кога навремено се оди на лекар, кога навремено се фаќаат овие предмалигни лези, кога не е стигната состојбата до карцином, да би можело да се изведе конизација и со тоа пациентката да биде 100% излечена. И уште во многу ретки случаи конизацијата се прави доколку има разлика, дискрепанца помеѓу наодите од папа тестот и ние тоа што го гледаме колпоскопски, или има разлика од 2 степени на наодите помеѓу биопсијата и пап тестот, тогаш се прави диагностичка конизација да се знае со каква диагноза има пациентката. Само едно подпрашање во овој дел со ЦИН-2 и ЦИН-3, дали превентивно практично ја правиме конизацијата? Со ЦИН-2 и ЦИН-3 по новата номенклатура класификација тие спаѓаат во high seal рези, значи високоризични лези, и операцијата се прави превентивно, да не би дошло до развој на карцином. Односно се прави кај пациентките куративно. Потребно се направи за да тие се излечат и да се прекине фактички процесот со вадење на парчето кое што е заболено на понатамошно ширење или продлабочување на дисплазијата од среден тежок степен па во карцином инситу или микроинвазивен карцином. Затоа јас еве тука ќе сакам да апелирам до нашите гледачки редовно навремено правење на пап тест, бидејќи тоа е еден вовед во превенцијата, нели, за канцерот. Апсолутно, значи целта на секој лекар, посебно на секој гинеколог и на општеството е да се мотивираат сите сексуално активни девојчиња и жени кои што имаат родено и се во репродуктивниот период, тоа е периодот дека менструираат, да одат на редовни гинеколошки прегледи. А тој преглед подразбира папа тест, колпоскопија, многу често дополнително и земање на бриз за ХПВ типизација. Ако тоа така се прави редовно, овие промени ќе се воочат многу побрзо, на време, и ќе се изврши ова интервенција и нема да дојде до развој на карцином. Така, кога велиме на време или сето тоа да биде уредно, што значи папа тестот, на колку време го препорачувате? Значи во период од година до година и пол е оптимално. Тие што имаат фактор на ризик во смисол на оптеретување фамилиарно, ако некоја жена, пациентка има заболено во фамилија, сестра, мајка од слично заболување, тие се подложни на почести контроли, или доколку една од контролите покаже на пап тестот дека има промена, тогаш и од страна на патологот може да се сугерира следната контрола да биде дури на 6 месеци, да не се чека до година дена. Така. Се враќам кај конизацијата. Дали конизацијата истовремено е диагностичка и терапевтска процедура? Тоа прашање е многу интересно, но и суштествено прашање. Доколку пред да се направи конизацијата, ние направиме правилна диагностичка постапка, значи направиме целна биопсија, како што реков претходно, под колпоскоп, и направиме керетажа на ендоцервикалниот канал. Тоа е делот внатре во каналот што оди кон празнината на матката, кој што не се гледа со колпоскопот, и ќе добиеме резултатот патохистологија точна за каде, каква и колкава промена се работи. Дали е промената надвор на грлото на матката, дали е промената внатре во грлото на матката, или промената го зафаќа и надворешниот и внатрешниот дел на грлото на матката. Кога ќе имаме таква прецизна диагноза, тогаш нас не е многу лесно да пристапиме кон изведување на операцијата и да го планираме конусот. Дали тој ќе биде со потесна или поширока база, или ќе биде со понизок или повисок врв. Ако го направиме ова по протокол како што треба, тогаш
конизацијата ќе ни биде испланирана и таа во 95% од случаевите е и терапеутска. Значи, со незе завршува процесот на лечење кај пациентката. Диагностичка конизација се прави доколку добиеме резултат од биопсијата за микроинвазивен карцином. Тогаш на пациентката кажуваме дека ќе се направи конизација, меѓутоа и да излезе резултатот дека е микроинвазивен карцином, па и ткивото да е извадено во здрав дел, зависно од незината репродуктивна анамнеза, состојба, дали има родено, не, дали планира повторно да раѓа и слично, би можело да се посоветува како следна процедура вадење на матката. Доколку со диагностичката конизација се потврди дека има инвазивен карцином, тогаш следната постапка е помутилантна, поголема операција, вадење на матката заедно со околните лимфни жлезди. И тие се даваат понатаму повторна анализа и се добива крајниот стейджинг, стадиумот на болеста, да се види дали операцијата е доволен третман и со тоа пациентката е излечена или дополнително ќе треба да оди на онколошки третман, најчесто на зрачна терапија. Имаме гледач, ајде да го чуеме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање за докторот. Ајде. Вака, јас имам 50 години. Пред 5 години ми е отстранета материцата, јајниците и грлото на матката. Хистопатолошкиот наод беше во ред. Меѓутоа, од тогаш навака не сум појдена на Папа Николао. Дали има потреба и мислам дали има потреба од други прегледи како што се овие редовните ехо и слично. Во ред со тоа што сте ја направиле таа операција, односно ви извршена таа операција и го имате резултатот добиено и кажувате дека е во ред, вие сте веројатно излечена. Меѓутоа, без разлика што сте оперирана и ги немате женските генитални, внатрешните женски генитални органи, вие сепак еднаш годишно или на 2 години треба да одите повторно на гинеколошки преглед. И кај пациентките што се оперирани со извадена матка, како што рековте, јајници, се зема и кај тие пациентки повторно папа тест, со тоа што овој папа тест е само вагинален. Се зема од крајот на вагината сводот, која што завршува слепо во вашиот случај кога извршена операција и на тој папа тест исто може да се најдат некои промени кои што ќе треба да сугерираат понатаму или почести контроли или некој третман. Така да, мој совет е за тоа што сте оперирана, вие сте излечена, меѓутоа да не заборавите да си одите на редовен гинеколошки преглед. Покрај ова што реков, дополнително тоа подразбира и вагинален ултразвучен преглед да се види како е состојбата во малата карлица од после операцијата. Добро, продолжуваме со темата. Сакам да ве прашам дали е можна конизацијата кај млади жени кои што се уште немаат родено? Конизацијата кај млади жени кои што немаат родено е можна. Доколку се зголемува бројот на конизациите, тоа значи дека ние како стручњаци што работиме од таа област сме го зголемиле бројот на поставување на диагнози и со зголемување на бројот на конизациите би се намалил бројот на карциноми и на вадење на матката како крајна операција. Конизација кај млади девојчињи или кај жени кои што немаат родено, кога има индикација, апсолутно се прави и треба да се направи. Со тоа што ние во нашата болница Живаден Систина, како тим на гинеколози, сме многу рестриктивни, односно ригорозни во однос на начинот на изведување на конизацијата кај помлади девојчињи или кај жени кои што не родиле. Што значи тоа ригорозни? Ова го потенцирам затоа што со техниката со која што изведуваме конизацијата во нашата болница, тоа е, како што најавивте вие, конизација на грлото на матката со ултразвучен нож.
не е многу лесно со помош на ултразвучниот нож, ако има слики од режија, Да, режија, тоа ако може како да за ги да го види, погледнеме, ние да. многу лесно го моделираме, ја моделираме формата на конусот. И со тоа ние инсистираме да извадиме многу мал конус со мала висина, не многу широк, а промената да биде извадена во целост, односно пациентката да биде излечена. Повторно ќе потенцирам, тоа нас ни е цел за понатаму, ќе продискутираме веројатно, да нема реперкусии кај пациентката за останување бремена, за носење на плодот до крај на бременоста, односно да не се појавува можност за спонтан абортус или некои други компликации, што во главном повеќе ги носи класичниот начин на конизација со скалпел. Така. Ако може фотографиите да ги погледнеме ако се подготвени или имаме глед. Да, еве ги фотографијата е прикажан генераторот. Тоа е моторот фактички на ултразвучниот нож кој што генерира фреквенција од 50.000 Херци. Ова е кабелот кој што се поврзува со операторот и на последната слика е само ножот сечивото. Тој е голем околу 12 мм, благо е закривен, значи има конвекситет и на тој начин нас ни е многу лесно да го креираме парчето кој што сакаме да го извадиме. Тоа, повторно ќе кажам, оди понатаму на анализа и ние добиваме од колегите патохистолози макроскопски преглед и мерка на грлото на матката. Конусот колкава база има и колкава висина има. За оние млади, да речем, девојчиња кои што немаат раѓено и кои што промената е само надвор од на грлото на матката, воопшто нема потреба да се прави висок конус, да се изгуби, да речем, физички, механички голем дел од грлото на матката, кој што понатаму ќе и донесе многу големи проблеми кога ќе се соочи со желбата за потомство. Добро. Имаме гледач. Добар ден. Повелете. Ало, го поздравljam доктора емисијата. Вака, доктора, јас се наоѓам во паника. Ето и таква си природена, па и мора и да е панична така состојбава. Ми направија нова тиретажа. Добро. 7 месец дена. На тиретажата го се провери ова резултатот, син 30 и полип. Ми беше речено дека треба се да се отстрани. Дали, докторе, после тоа направи ли јас поново преглед, дали треба се полипо да стои или да е отстране? Со тиретажата. Сега ве разбрав што имате направено, што сакате да прашате. Ако имате направено киретажа, фракционирана експлоративна киретажа, не како што зборував јас пред малку, значи киретажа и на каналот, и на празнината на матката внатре, и ако е констатиран полип, тој би требало со киретажата да се отстрани, меѓутоа и не мора да значи, бидејќи таа постапка е постапка на слепо, не се гледа внатре што се вади и како, меѓутоа тие делови што ќе се извадат се праќаат на анализа. Кај вас веројатно изваден и е потврдено дека полипот е изваден. А ова што кажувате дека имате и ЦИН-3, дека ви е потврдено со киретажата, следниот чекор што треба да се направи кај вас е прво конизација и ако се покаже дека нема поголема промена од ЦИН-3, тогаш во договор со вашиот гинеколог или според тоа какви симптоми имате и слично, ќе се каже дали треба да се отстрани матката или не, или конизацијата може да ви биде дефинитивен третман. Имам и друго прашање, докторе. После тоа се направи друг преглед на папа тест. Папа тесто покажува добро и 2 години контрола, по 2 години. Која е разликата сега, доктор? Че разликата е голема. Вие папа тестот е цитолошка метода и таа е скрининг метода која што е како ориентациона
метода и таа наведува дали понатаму треба да се прави нешто или не. Бидејќи вие по друг повод сте правили керетажа веројатно заради полипот, таа дијагноза има поголема тежина од керетажата, бидејќи таму е пратено за анализа ткиво, не се пратени само клетки како што се праќаат од брисот, од папа тестот, него ви имате хистолошка дијагноза и таа е по-веродостојна и вашиот гинеколог треба да се води по таа дијагноза што имате добиена од керетажата. Без разлика што папа тестот ви е уреден и на него ви пишува контрола по година или по две, како што рековте. Така, добро. До следното прашање, јас поставувам прашање, треба ли подготовка на пациентката кога оди на конизација? Подготовка на пациентките за конизација е мала, вообичаена, ништо посебно во суштина. Пациентките како што ќе биде диагностицирана промената и кој што ќе им биде објаснено дека треба да се направи конизација, тие имаат обврска, значи да направат рутинска основна крвна слика, крвна група и со тие резултати од анализите се препраќаат на разговор, на преглед кај анестезиолог. Од кога анестезиологот ќе даде дозвола и ќе ги види тие анализи дека може да се прави интервенцијата, пациентката има обврска уште да се припреми пред доаѓањето во болница да направи тоалета на незините надворешни генитални органи, значи да се избричи или да се депилира и со тоа таа е спремна за вршење на интервенцијата. Пациентките за интервенција доаѓаат са бајлето на денот на закажаната интервенција, припремени на овој начин како што реков, и интервенцијата се врши во општа анестезија со ларингеална маска и како процедура зема време од 20 до 30 минути. Значи не трае подолго од половина час. После тоа, пациентка, после интервенција, во вагината на пациентката се става една тесна долга газа, штрајфна, која што оди до крај на вагината до конусното корито. Тоа е местото, вламнатината на грлото на матката, кај што е изваден конусот и таа тампонада се става од таму и во вагината и останува до утредента 24 часа. Пациентката тие 24 часа по операцијата, значи мирува во кревет, останува во болница, утредента се вади штрајфната, пациентката се мобилизира, ќе се раздвижи, останува без да се следи уште 2-3 часа и после тоа може да си оди дома. Значи хоспитализацијата за конизација е само еден ден. Така. Имаме гледач да го чуеме. Добар ден. Ало. Добар ден, повелете. Поздрав до вас и до докторот во студиото. Имам прашање, не ве следе од почеток, па сакам да прашам само дали жените што се оперирани од матка има потреба правење папати. Бидејќи не следите од почеток, се јави уште една гледачка што го постави истото прашање, одговорот е да. И пациентките што имаат од странето матка треба да одат на годишен преглед кај гинеколог и се прави папа тест само од вагината, вагинален папа тест, вагинален брис. Зборуваме за тој тип на интервенција, значи треба да поидете и вие на гинеколог. Така. Секоја година треба да се прави или? Значи, не мора секоја година, зависи од што сте оперирани, каква била диагнозата. Ако од миом нема потреба да дојдете секоја година, може и на 2 до 3 години, апсолутно не мора секоја година. Добро. Мислам дека е задоволна со одговорот гледачката. Да продолжиме. Постојат два вида на конизација, класична и ова за која што денеска ние зборуваме со ултразвучен нож. Да направиме разлика на тие две? Значи, постојат во главном повеќе методи. Класичната метода подразбира конизација на грлото со ладен нож, cold knife или со скалпер. Тоа е таа конвенционална класична
метода. Во нашата болница Аџи Систина, значи не правиме конизација на класичен начин со скалпел. Значи ние правиме конизација исклучиво со ултразвучен нож, затоа што сме констатирали на тој начин дека многу, значи полесно го креираме грлот, мислам конусот кој што сакаме да го извадиме по големина, по висина и по ширина. Самата операција многу пократко трае. Нема воопшто крварење. Не се користи сутрен материјал, значи не се ставаат шавови конци, не се користат воопшто. Пациентката многу побрзо се опоравува и крајно, како и претходно што спомнах, може и понатаму ќе спомнеме, козметски на преглед грлото на матката многу убаво по физиолошки личи после операција, едноставно како да не е пациентката оперирана со некој минимално скратување, за разлика од класичниот начин кога се користат, се ставаат конци, тогаш тоа се деформира, се витопери грлото и тие обично тој тип на конизации, на тој тип направени конизации со користење на шавови подоцна прават проблеми за носење на бременоста и тоа понатаму захтева, може дополнително се стави серклаж, да се подврзи грлото на матката, да може се донесе бременоста и така натаму. Така. Добро, имаме повторно гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Се јавувам прашање за докторов. Ајде. Констатирано ми е СИН-2. Се биопсија направено. Сад докторкава ми рече дека подобро е да се направи првен киретажа, па после да одиме на конизација. Дали е морално да се направи првен киретажа, па после да правиме конизација? Во принцип, кога се прави биопсија на грлото на матката, како што имате вие направено, како што ви направиле вас, истовремено се прави и киретажа на грлото на матката. Тоа на почеток кажав, значи биопсија со ендоцервикална киретажа е златно правило за поставување на диагнозата. Ако кај вас е направено само биопсија од надвор на грлото на матката, во суштина е земено кај вас неколку парчиња, мора да се направи и киретажа на каналот, да се добие представа за состојбата внатре на каналот. После тоа, како што ви кажале вашата докторка, треба да се направи конизација. Ако имате промена и внатре во каналот, како што имате од надвор, ќе се направи конизација, односно ќе се направи конус, ќе се искрира конус кој што ќе биде малце повисок за да може да се отстрани промената која што е внатре во каналот. Доколку внатре е чисто и негативен резултатот од киретажата, ќе се направи многу плиток конус, само промената од надвор на грлото ќе се извади. Значи, мој совет е да направите прво киретажа, како што ви рекла докторката, потоа конизација. Добро. Продолжуваме натаму. Следното мое прашање е дали се можни компликации по извршена конизација? Значи, во суштина, како што кажав пред малку, со ова техника на вршење интервенцијата на операција, просто и да нема компликации. Компликациите се делат во две групи. Рани и касни компликации. Раните компликации можат да потекнуваат од самата анестезија, значи да не ја заборавиме и не изуште на почеток од операцијата, доколку има некои проблеми, што исто многу ретко. И втора, најчеста од раните компликации е крварење во текот на самата интервенција. Меѓутоа, со оваа техника на конизација се менува режимот на апаратот и на местото кај што има малце повеќе крварење од вообичаеното, се коагулира, се сгручува тоа место со помош на тие фреквенции на ултразвучните бранови, крварењето се запира и нема потреба понатаму ништо дополнително, а за да нема како рана компликација крварење, затоа реков се става по интервенцијата една долга газа внатре во вагината директно на конусното корито, за да може наредни 24 часа и тие мали ситни
крварења што може да и не сме ги виделе, да се сопра, да коагулира местото, така да пациентката да може утредната да си оди дома, да нема никакви последици. Тоа беа најчестите рани компликации. А касните компликации, тие подразбираат после месец дена и повеќе од интервенцијата, тоа може да биде повторно крварење, ако се пациентката не мирува доволно одреден период, па дојде до откачување на некој коагулум на местото кај што била интервенцијата, или да се јави инфекција на местото и малце посериозни касни компликации, се доколку дојде до стеноза или стеснување на каналот кај што извршена интервенцијата, па да има проблеми со менструирање понатаму, потешко да излегува менструалната крв фактички од матката, или да има болки, или да се држава внатре во матката, и како што спомнав исто така, да има проблеми со забременување, односно со можност за носење на бременоста до крај, да биде грлото инсуфициентно, не соодветно, да може да ја издржи бременоста до крај. Тие се касните последици. Многу ретко ги има, ќе повторам уште еднаш, со оваа техника на конизација со ултразвучен нож, затоа што не се отстранува толкаво големо парче. Значи, една е поента да слушнати гледачките за понатаму да знаат, значи не е целта на операцијата што поголем конус да се извади, не е тоа поентата за да биде конусот во здраво и пациентката да биде излечена. Значи, сакам да потенцирам дека може и многу помал конус да се извади во висина и во ширина, да не се оштети грлото, а повторно пациентката да биде излечена како да е оперирана и на класичен начин, кога обично се вадат повисоки конуси од сантим и пол, 2 и повеќе. Така да на овој начин компликациите се многу ретки. И раните, и сведени на касните. минимум практично. Да. Добро, добар ден и за вас. Добар ден, ало. Повелете, ве слушаме. Молам, за доктора поздрави, аз го посетувам, ама не се иска да се прашање имам. Зошто не се конизација направена, ама резултатот доктора што го доби без печат и без која патологија е работено, и сега треба поново да правам конизација. Киретажа. Дали е дозволено во рок од 1 месец без киретажи да се направат, докторе? Ве молам, одговорете. А загрижена сум за резултатот без печат, без која патологија е работена. Не ве разбрав уште еднаш. Имате конизација направено или керетажи Не, имате? докторе, киретажа. Добро. Киретажа и резултатот кога не го дадоја. Без печат, без која патологија, и тим 3 беше искажано и поли. Сега треба поново да правам киретажа. Дали што го дозволувате во рок од 1 месец киретажа да Ве слушнав, но недоволно ве разбрав. без каде е работен. Ето тако резултат го добро. Значи, може би при киретажата да е добиен оскуден материјал кога е правена киретажа и да не може патологот кога го гледа препаратот да се изјасни дали има промена, каква е промената, и тогаш се сугерира на крајот од резултатот, ако го имате тоа пред вас, дека материјалот што е добиен од каналот или од празнината на матката е оскуден и не е доволен за дефинитивна интерпретација за каква диагноза се работи, и во тој случај патологот сугерира, бара да се повтори ова диагностичка постапка, да ви се направи киретажа. Во принцип не е проблем и после месец дена да направите нова киретажа, само да стигнете до целта да имате. Како го оправдувате тоа? Не можам да ви кажам, се оградувам и немам одговор на тоа прашање, ќе се изборувате со вашиот гинеколог што ви ја правил интервенцијата. Или гинекологот што ве пратил во таа лабораторија. Добро,
сакам да кажеме избор 2 за опоравувањето. Рековте дека пациентот останува еден ден во болница и заминува дома, меѓутоа што во тој период од како ќе замине, дали пациентката може да оди на работа, кога менструалниот циклус ќе дојде, сексуалниот однос? Значи, во болница пациентката останува 24 часа. Утре дента се вади штрајкната, се вади уринарниот катетер доколку има, не мора да има, и се планира да си оди дома. Лежењето во болница фактички еден ден. Болки нема после ова интервенција да потенцира. Значи, нема причина, основ зашто да има болки со оваа техника. Значи, може да има само нелагодност првиот ден додека лежи ради таа подолга газа што седи во вагината, меѓутоа болки немаат. Опоравувањето трае во принцип 2 недели и во тој период воглавном треба да мирува пациентката, да станува само за физиолошки потреби и за јадење, а денот да го минува воглавном во лежење. Затоа што, ќе повторам, при овој тип на конизација со ултразвучен нож не се користи конци, не има таму шиење, ништо, се остава само по себе да заздрави површината и затоа треба да мирува пациентката, бидејќи вагината е виртуелен орган, на нејзе зидовите се слепени и ако таа не мирува или поактивно не ги слуша нашите совети, може местото кај што се прави на конизацијата при движење да се допирнат зидовите на вагината и некои од тие крусти кои што се формираат на местото за зараснување да се откорни и да прокрвари. Тоа не менува ништо во дијагнозата, во исходот за понатаму, меѓутоа ствара нелагодност кај пациентката и обично се јавуваат зашто прокрварев, добра бев и слично, обично ако не мируваат барем првите две недели. Крварењето првите 2-3 дена може да е оскудно како валкан, кафав, исцедок или некоја појачена секреција и ништо повеќе од тоа. Во однос на добивањето на следниот циклус, како што прашавте, конизацијата не делува на менструалниот ритам. Интервенцијата се прави исклучиво, значи пожелно се прави по завршена менструација. Така да со пациентите ние се договараме. Кога ќе добиеме дијагноза од биопсија, оставаме обично 1 месец, местото кај што сме правеле биопсија, да зарасне, да се препокрие и велиме по наредната менструација ќе се јави да се договориме за конизација. Интервенцијата се прави после завршена менструација, така да пациентката следната менструација ќе се добие точно на термин како што си добивала со тој ритам на 28 дена или некој ден порано или покасно. Самата операција не влијае на редовноста на менструалниот циклус, на ритамот, бидејќи менструалниот ритам го диктира функцијата на јајниците, така да не е тоа поврзано со ова интервенција. Сексуални односи пациентката не треба да има 1 месец во принцип, односно до првата редовна контрола. На отпусната листа која ќе ја земе и која ќе објаснуваме ние за кој хигиено-диететски режим да го практикува дома и велиме дека првата контрола ќе ја направи по првата наредна менструација. Ќе ја почека менструацијата, ќе заврши тоа отприлика доаѓа месец дена од интервенцијата. И на таа прва контрола се прави класичен гинеколошки преглед, значи со спекулум, со колпоскоп, се гледа само дали е зарасната површина, дали е епителизирано и кога ќе видиме дека тоа се е препокриено со ново ткиво, се е зараснато на пациентката и се дозволува со секојдневни активности во однос на работа, физички активности, вклучувајќи и да започне со сексуални односи. До тогаш треба абстиненција во смисол за побрзо заздравување на местото. И сосема за крај, уште едно прашање, бременост и оперирано грло на матка.
Одговорот е да, без никаков проблем, ако е направена вистинска, штедлива конизација. Значи го потенцирам ова затоа што ако е направена ваков тип на конизација со испланирана големина на грло, а промената да е отстранета, пациентката да се излечи, не е никаков проблем да пациентката да забремени и да си ја износи бременоста до крај. Со напомена дека на секој преглед во тек на бременоста, таму е нотирано во историјата нејзина и таа треба да каже на својот матичен гинеколог и на гинеколог чија следи бременоста дека има конизација и ќе треба на секоја контрола, која ќе оди за контрола на плодот, со вагинална сонда да се мери должината на грлото на матката, да се следи дали од почеток, како што е големината, до крај на бременоста останува иста должина и тоа на ултразвук со вагинална сонда многу прецизно се гледа должината и отвореноста или затвореноста на каналот. И уште една напомена дека овие пациентки што имат конизација, покрај овие контроли за плодот и за должината на грлото на матката, треба да примаат терапија за поддршка на бременоста и пероспрекуста и вагинално се ставаат таблети кои што го подпомагат, го поддржуваат цврстината на грлото на матката и на овој начин нема да има никаков проблем и пациентка со конизација да остане бремена и да износи бременост до крај и да потенцирам и породувањето не е никаков проблем да се биде по вагинален пат спонтано. Не мора да сватат пациентките што имаат направено конизација или слично дека мора да се породат со царски рез ако имат конизација. Ви благодарам за денешното гостување во Алфа Ординација. Реализиравме уште една интересна тема и помогнавме и на нашите гледачи. Да подсетам доктор Златко Палчевски, специјалист по гинекологија и акушерство од Аџи Бадем Систина. Болницата беше денеска заедно со нас. Останете и натаму со Алфа Скоп и програмата на Алфа телевизија. Од мене довидување, следуваат останатите содржини.